Добре дојдовте во вториот видео туторијал за користење на интернет продавницата trgovија.mk. Во денешното издание ќе видиме како да се регистрирате и како да продолжите и да го извршите процесот на наплата на интернет продажното место trgovија.mk. На повнесување на адресата на trgovија.mk доаѓате до главната страница на trgovија.mk, односно на првата основната страница, каде во горниот дел имате профил и најави се и регистрирај се копчиња. Со користење на копчето профил или копчето најави се или регистрирај се, доаѓате до најави се или креирај профил делот, кој што е составен од два дела, делот за нови клиенти и делот за регистрирани клиенти. Регистрираните клиенти со внесување на нивниот мејл и лозинка може да се најават и да ја користат страната како регистриран клиент. Овој туторијал се однесува на новите клиенти, кои што со креирање на профил во нашата продавница може побрзо да се движат во процесот на наплата, да зачувуваат повеќе адреси за достава и многу други поволности. За да се регистрирате како нов клиент, по кликање на креирај профил, доаѓате во делот со лични податоци, каде што можете да го внесете вашето име, презиме и презиме, вашата имейл адреса. Во нашиот случај ќе ја внесеме вашиот мејл, мајмунче, например, gmail.com. Со кликање на копчето регистрирај се за билтени, се регистрирате да добивате редовни известување за попусти, промоции, нови производи, така натаму од продажното место trgovија.mk. Ја внесувате датата на раѓање, ќе внесеме. Кај информации за најава ја внесувате лозинката која што ќе ја користите за најава на вашиот профил на trgovија.mk. Во полето лозинка ја внесувате лозинката и во полето потврди ја лозинката ја повторувате истата лозинка. По кликање на копчето прати, trgovија.com ви испраќа имејл со податоците кои што ги имате искористено. Целта на овој имејл е да се потврди дека вие сте собственикот на мејлот кој што го имате оставено за најава на вашиот профил. Искористивме имејл од вашиот мејл, мајмунче, gmail.com. По кликање на копчето најави се, доваѓате во вашата контролна табла, наречена мојата контролна табла. Гледате во горниот дел дека трговија ви посакува добре дојде име и презиме. Од левата страна ги гледате сите можности за контрола на вашиот профил, информации за профилот, основна адреса за наплата, основна адреса за достава и така натаму. Во адресарот се сместени основните адреси за наплата. Под вообичаени адреси имате основна адреса за наплата и основна адреса за достава. Со кликање на промени адреса за наплата или промени адреса за испорака можете да ја промените дефолт адресата која системот ќе користи за наплата, а под адреса за испорака се подразбира адресата на која што ќе биде упатена пратката. Различни адреси за наплата и за испорака може да се користат за испраќање на поклони, подароци, награди и така натаму. Понатаму им гледате сите други категории кои што во моментот се празни, затоа што станува збор за нов профил. Например, како посакувано. Во посакувано можете да сместувате одредени продукти кои што trgovија.mk ќе ги меморира дека се сместени како посакувани во вашиот профил и во одреден момент можете да ги отстраните од посакувано или можете да ги додадете во вашата потрошувачка кошничка. Откако сте се најавили, можете да ги искористите сите категории за да продолжите со купување. Во моментот во кошничката додадовме два продукти, од кои едни наочари и промотест продукт. Со кликање на копчето оди на каса, ќе го продолжиме овој туторијал со системот за наплата на кој се користи на
продажното место на трговија МК. Прво, под информации за наплата се адресите кои што ќе бидат користени. Адресите, рековме, се дефолт преземени од адресарот на вашиот профил. Ние го искористивме испорачен на оваа адреса. Понатаму одиме во начин на достава. Системот сами ги пресметува трошоците за достава и тоа табеларно според тежината. За одредени продукти се утврдени и бесплатна достава. Овде под начин на плаќање имаме плати со платежна картичка преку Касис или плати во банка. Верувам дека сте запознаени со начинот на плаќање во банка, односно со работата на платниот промет. Имате назив на фирмата, жиро сметка и банка депонент. Можете да платите со општа уплатница во било која банка, пошта или преку и банкинг системот. Како цел на дознака внесете го бројот на нарачката. Ние во овој туторијал ќе продолжиме со плати со платежна картичка. Продолжуваме со плати со платежна картичка преку Касис. Од која ќе го обележите полето плати со платежна картичка преку Касис, кликнувате на копчето продолжи и се вчитува наредниот чекор. Наредниот чекор е преглед на нарачката. Сите истакнати цени на продажното место на трговија МК се крајните цени со вклучени ДДВ и останати трошоци. Меѓутоа овде имате јасен преглед за вкупниот збир и за начинот на пресметување на кој го користи продажното место трговија. Со обележување на се согласувам, потврдувате дека сте запознаени и ги прифаќате општите услови за користење на трговија МК, методите на плаќање, методите на испорака и начини на користење на гаранции и рекламации. За да продолжите, треба да го чекирате полето се согласува. По обележување на полето, кликнувате на копчето направи нарачка, пошто се препраќаат информации за нарачката до заштитениот формулар на Касис. Овака изгледа заштитениот формулар на Касис, користи SSL енкрипција, Verified by Visa и Mastercard Secure Code. По линијата кои што се сместени во горниот дел, најпрвин во нив треба да го внесете бројот на платежната картичка, името на имателот на платежната картичка и да го изберете типот на платежната картичка која ја користите. Изборот на платежна картичка се врши со дроп-даун мени. Овде внесувате важност на платежна картичка и го внесувате CVV2 и CVC2 кодот. Ако не ви се јасни што е тоа CVV2, CVC2 кодот, каде се наоѓа важноста на картичката, кој е бројот на платежната картичка или други податоци за картичката, со кликање на една од сликите сместени во долниот дел на страната, добивате подетален преглед за значењето на ознаките кои што се наоѓаат на вашата платежна картичка. Овде гледате каде се сместен CVV2, CVC2 кодот, што представува број на платежна картичка, што е име на носител, каде се наоѓа рокот за важност на платежната картичка и така натаму. Под полето износ, гледате вкупниот износ на чие плаќање се согласувате и со кликнување на копчето продолжи можете да ја завршите вашата нарачка, односно да го финализирате процесот за наплата преку системот за наплата Касис. Бидејќи немаме внесено никакви податоци, а и ова представува туторијал, ние ќе го искористиме копчето откажи. По кликнување на копчето откажи, системот треба да потврди дека е откажана нарачката. Ви благодариме што го проследивте овој втор видео туторијал за најавување, регистрирање на профил на страната на трговија МК и за процесот за наплата. Следете ни понатаму на нашиот канал на YouTube. Ви благодариме.